Се наоѓаме во Велес кај Теодор Манев, човекот кој што денес ќе го стави срцето на дланка и ќе каже како порано живеел среќно со многочлено семејство, а денес сам и усамен во куќа која што од сите страни се заканува дека ќе се распадне. Добар ден. Добар ден. Се слушнавме по телефон вчера. Да. Ве витивме ќе дојдеме и ве сме. Теодор. Фала ви многу. Или Туша, како што ве викаат вашите пријатели. Овде ли сте? Овде сум ја сам. Од секогаш? Секогаш сам, мислам од секогаш, али од 10 души, како што реков, само останав. А куќава е стара, се гледа и однадвор. Да реновирам ја не можам, со дождеви уште толку се оштети, така да страх ми е едноставно. А имам доста диагнози, болести. Имате доста диагнози, имате 80 години. 80. Добро. Можеме да погледнеме и куќата. Имате 80 години и велите сте сам, порано во оваа куќа живееле? Многу луѓе. 10 души. Каде се тие луѓе? Тие луѓе, татко и мајка им почина. Женава исто почина. Имавте многу трагедии и несреќи. Може би најголемата трагедија е губењето на... Да, на синот. Тоа веројатно и најмногу ве погоди. Точно. Во оваа куќа го поминувате секој дневието, тие 24 часа. Точно. Куќа која што е повеќе од 120 години стара. Сигурно, повише. Земате пензија? Зима минимална пензија, кој што кажа, малку. Но дали таа пензија е доволна за да го поминете месецот? Затоа што имам диагнози, доста диагнози имам, лекарства скапи, речи го, па струја, па вода, па телефон, па нешто се расипало, па... Месечни обврски. Месечни обврски, да. Овдека во овој долниот дел живеете? Да, тука живеам. Ова е собата во која живеете и во која што го минувате секој дневието. И спална, и кујна. Не можете и не сте успеале да ја обновите низ годиниве? Не може, затоа што сметаат од сите страни сме со комши заобиколени. Но и внатрешно. И внатрешно не може. И внатрешно гледаме веќе стар мебел, стари зидови. Се е старо. Кровот? Кровот, тоа е највише проблемот ми. Овие дождеви што пролет речимо почна многу да врнат и уште повеќе се оштети и горниот дел. Како да речем, скроз става на многу места паднат. Прокиснува кога врна? Еве, дури и тука има влага кај што е, таму позади таму има. Дури тука, кога има повише, врнеш. Од блиското семејство имате само ќерка и внуци? Реков, од 10 души, цела фамилија, цела куќа, народ дома, сам многу е тешко сам. Нема со кого да напиш мовет. Едно маченце имам, тоа е. Тука сега оти топло си спаја. Тоа ми преки, како да ќе озимет. Друштво. Да, друштво. Сепак земате пензија, но не стигнува. Гледам пола фрижидер полн со таблети. А дали, што ви рече докторот за физикална? Он, видите, сега треба да одам парна контрола. И да им кажам како мине месеците, како минат, се повише и повише ја имам проблеми. Не можете да одите? Не можам да одам, не можам да стигнам. Среќа што имам тука на којни клиници, имаме тука да речеме, нели, продавници, или во близина. Да. Инаку до пазар тешко да одам. И некогаш на лекар ако отидам, ајде не така некако ќе направам, да речеме ете така со сила, нели. А навака треба со такси да си дојдам. А близко е, уред тоа е
15 минути. Сепак физикална може да ве упушти и да ви ги намали булките, но имате ли средства за да го платите тоа? Ја такви средства немам, затоа што мене и порано, да речеме, докторката од физикално ме препорачува на албанско лекување. Тоа е скапо за мене. Не можете таков луксус да се дозволите. Сепак, нели мала грижа за здравието и санирање на кровот би ви ја вратило волјата за живот и... Мислам дека тоа би било најпотребно, најкорисно. Добар ви ден, јас сум Оливера и денес ве водам во хуманата мисија наречена Срце на дланка. И денес две семејства ќе го стават своето срце на дланка и ќе побараат помош од народот. А сите вие кои се уште се мислите дали да се пријавите за да си помогнете да живеете подобро, тоа можете да го направите на телефонскиот број 075 304 405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Пилето не може да излезе од јајцето се додека не ја скрши лушпата од него, но затоа пак потоа има поубав живот. Исто е така и со семејствата кои денес ќе го стават своето срце на дланка и сакаат да излезат од хаосот наречен живот. Знаете дека секогаш третираме семејства со социјален ризик или семејства кои неочекувано западнале во тешкотија и бараат помош од народот. Така и денес. Ве водиме во еден град во кој што навистина едно семејство многу тешко живее. Ајде да видиме нивната тажна животна сторија. Васко Талески е самохран татко на 4 малолетни деца. Никогаш не се надевал дека неговите најмили ќе растат без мајчина љубов, но еден ден ќе рече тој. На денот на неговиот именден нивната мајка ќе ги напушти за секогаш. Доста време болувал за децата скршен од болка, зашто не може да им ја надомести мајчината грижа, но и финансиски бил премногу лошо па преживувале од милостината на народот и црквите. Децата биле на возраст од 3 до 9 години. Најстариот син Мартин сам се грижал за Тео и Леилина, менувајќи им пилени и правејќи им кашички. Таа грижа ќе продолжи во домот кога после 5 тешки месеци на ова семејство, социјалните служби еден ден одлучуваат дека на децата подобро ќе им биде во дом за деца без родители. Сепак спомените на тројцата момчиња од домот се лоши, ке речат тие. Најсрекни биле кога татко им ги земал на викенд или распуста, најтажни кога ги враќал назад во домот. До пред некој месец се сите тројца заедно, но за да биде мозаико целосен им фали уште сестричката Инина, која е близначка со малиот Иле и кој кога не се заедно е видно вознемирен и растревожен. Најсреќен е кога се сите заедно во станот под кирија, иако желбата на сите едногласно е да ја направат куќата во Греишница, која е започната на темелите на некогаш обожарената куќа во која би биле среќно и сложно семејство. Започнале како хармонично семејство, но еден ден, кога мајката одлучува да се замине, ги остава 4 деца на Васко Талевски. Денес тој едве преживува, успеал да ги земе некако од дом, меѓутоа куќата не може да ја доправи, затоа бара помош од народот. Добар ден. Се слушаме веќе една година. Да. Но денес беше денот да се сретнеме и да ја запознаеме вашата животна сторија. Било ми е. Дојдовте, го очекував. Како живеете, Васко? Како? Сега за сега тешки живот. Отпрема ми беше, значи, со жената да бе многу во ми беше животот со дечината, си ги гледавме. Додуша немој да речам и за неја, можда мразам, ама ми сакаше дечината отпрема.
Многу се грижеше, ете се не се случи, што се случи, се замина, меѓу остале дечината мене. И малце ми беше тешко. Дечината мораше да даде во дом, значи не може. Колку месеци одевте? Овие зградата каде живеете, така? Ќе одиме на кај вас. Сега овде, Кирија. Од Кирија, иначе сум овде. Живеевте во предходно? Така, кога ми замина, значи, живе во куќата, од црквата, како да речем, од владиката. Туку да не плаќа право. Ништо. Прво живеевте во Граишница? Да, Граишница го ми изгори. На таа изгори моревте да одите во Да. куќа каде што не плаќавте ништо? Да, не плаќа. Потоа? Оттаму таа замина со другата, што ми ости дечината. Јас мораше да ги дајам, значи сам на работа, се труде, де на работа, де дома. Големото дете ми беше 9 години. А другите? Другите близначината ми беа 4, едното ми беше 3. Но не ги дадовте веднаш во дом, туку ги чувавте неколку месеци? Не знам како со 5-6 месеци негде може да беа. Но не беше, одлучивте да ги дадете во дом и... Мораше да дај, Мораш. мали би беа, скроз мали, не може сад. Колку време беа во дом, додека не ги земавте трите? Па и после 2 години успеав да земам големото, значи јас не ги дал деца за стално. Си ги дал поради ја што не може. Одевте ги гледавте? Одев. Првен 2 месеци не одев од кој дадов, после 2 месеци Зошто? Што правевте тие 2 месеци? да се смира малце децата, да ме подзаборат малце, да не беше тешко, нешто. Сигурно би било многу тешко кога се одвојувавте. Па многу. Пели лепни јаде. Таму беше памета гони. А кога ги земавте, па после моравте да ги вратите? Значи мора, јас ги земав секој месец од кога почнав да си гледам таму децата и на месец одем, на 2 месеци како може. Значи јас имам право да ги гледам. Прво го повлеков. Можев да и вратам. Прво го повлековте Мартин дома. Откога се разводам со неја, Мартин го зедов. Таа не побара деца, не ќе подобне насад никако. Мартин е доделија. По Мартин се не успеав малото да земам. Теодол. И сега има една година го зедов од близнаците Иле. И Пебели му правише таму. И бараше за мамо. А чупето што ми е таму. Не ви е комплетен мозаикот, ви фали или на? Па бе како не ми неколку ми е тешко, ама што добро. А за трудо ми занеа се да земам. Подне со банево центар, ете ме одбија. Пак морало да се ме вратела, не знам што сакам се од мене поќе. Кога би ви биле сите 4 тука? Друго е. Срцето би било? Друго ќе види 4-те, значи јас сум родител, значи Велите, живеете тука, плаќате кирија, тежок е животот со една плата, 4 деца. тежок. Тежок па може да има цела година кај што нема плата. Немате платено кирија. Ке не станува и ке не станува. За храна се снаоѓате? За храна, кога има, кога нема, пак некако се снајдно. Веќе подпорасна. Си поразне, значи дечината нема мака за храната. Тоа не се нешто ќе најдат и си јадат. Пак ќе се јас сготвам нешто. И така, вројно. Раснат. Но што се случува со куќата што ја правите во селото каде што ви изгора? Со куќата сега зимата тоа неизвестен не памтам кој месец. Има еден Иго Петковски, значи ми обети со тој мајстор Ченто, Зоран, значи се вика Ченто напрегар. Ќе ми прават куќа со помош, со донатори. Еве, дока до темелите сме стигнати, се спремаме за прва поча и се да видиме. Меѓутоа пари немате, не може да се заштеди? Нема пари, тоа вика и се надевам дека ќе направиме. Би биле најстрекни да го направите тој проект? Многу. Би си отишле... Ги вратам дечината таму, друго е таму, дечата друго. Сите да си имаат своји соби, сите заедно, како некогаш. Село се село. Овде тешко. Мене тешко ми со децата, значи во Битола. Таму би било полесно. Па полесно моето. Имаат некои желби да завршат? Ја ви си има превоза, тоа ќе си да па има желби за учење, ете големи учи. Прва година. Се надеваме. Дека се ќе биде во ред. Се надеваме дека ќе види.
Васко има 51 година, роден и пораснат во село Грешница, секогаш подготвен да се врати таму каде му се корените. Сепак пред неколку години родната куќа се опажарува и заминува да живее со семејството во куќа во градот, зашто тој на 33 годишна возраст се жени со многу помлада жена од него и создава семејство од 4 дечиња – Мартин, Иле, Илина и најмалиот Теодор. Но еден ден и покрај сложниот живот, Васко вели дека на денот на неговиот именден, сопругата заминува и повеќе не се враќа. Децата, 3-годишниот Тео, 4-годишните Иле и Илина и тогаш се уште малиот 9-годишниот Мартин остануваат сами, во солзи со надеж дека никогаш повторно ќе почувствуваат мајчина љубов. Од каде ве е потеклото? Од Грешница. Грешница. Значи таму ми изгоре куќа пред 7-8 години. Таму пораснавте? Таму, роден таму, да. Убаво си живеевме. Убаво, значи немавте никои проблеми со старите ми починаа се дне. Последна година, тој се не знам точно, не памтам, куќата кај што ми изгоре. Значи стара куќа беше, со струјата имаше проблеми, 3 пати беше пријавено во Евана и на крајот. Како би беше животот во минатото? Таму ми беше убаво. Убаво ми беше си работа, приватно кај ќе најдев. Социјално си земавме, со дечината се, дечки додаток земавме. И така пробевме, животот ми беше убаво. Па имавме среќен живот, многу сложно бевме. Среќен имавме живот, среќен. Се сеќавате ли на нешто? Кога начуваше, мајка ми и татко ми, он мали наносарише, наносаа на љуѓаски. Се ми не беше многу убаво и со неа беше многу убаво. Не знам и јас уште се чудам што се случи ова, значи што ми ги остави дечината, јас си велам дека мене таа не ме остави, дечината ги остави. Си велам одив избега. Значи од мене немаше проблеми никакви. И јас се чудам. Убаво ни беше се, значи и сите ме знаат. И затоа и сега ми помагаат луѓе, значи јас ако немам помош од луѓе, сам тешко. Значи од кога замина таа, 2017 значи замина, на 13 беше на вечерта на Василица, на името му е се. И влегов денате завршен, кој едно време јас нема неа. Ми ги остае малолетни дечина. Едното ми беше 3 години, Теодол. Иле Илина ми бија близначина, значи 4 години. Мартин ми беше 9 години кога се замина таа. Многу мали. Како им кажа на децата? Јас одмор изедов, боловање, 2 месеци, значи уште троќе ми избрка и од работа, ај ме задржа некако. И се не мораше јас да пријавам, значи пријавам полиција, пријавам социјалното се загрижа за децата прво вика за децата да испестиме, па се не ќе видиме за неа. Јате дечината ми ги зедоа се во дома, во детско село. Вие ги однесовте или? Не, тие со кола вика, јас не со нив, не ојдов. Веројатно тоа беше најтешко. Беше тешко, нив и мене. После 2 месеци, 3 јас ојдов да ја видам. Прв пат? Да, прв пат, значи да се стабилизира прво тие. Дента јас само си ги изгушкав. И така ми беше малце жалба, ама тоа е. Значи од деца не се откажам никако. Ете до денес, гледате сами и сите знаат тоа. Беше полноик и беше на ден на Василица, на татко ми имен денот. Наеднаш се случи, рече одам да заклучам вратата од надвор, ја немаше негде пол сат. Тато излезе да види кај ја немаше. Другиот ден ти соопшти или уште вечерта дознавте? Не, уште вечерта. Зошто одлучивте децата да бидат привремено во дом? Па зошто? Поради сам не може. Мали ми беа, на работа одев, немаше кој. Сестра имам ете обедник. Дојде така колку ќе дојде со маш си, значи фамилија си има. Не може едностоп да дојде кај мене. Главно дојде ми поможе што можеше. И затоа побарав, мама не се откажа од нив, за да ми побораснат, ја да се опоравам малце и да си ги враќам. Беа во многу нежна возраст, при многу мали кога ве остави? Мали со бамперци, значи големиот е 9 години, тој излекуваше дома, јас на работа. Во 5 сата оставили излегува, 5 без нешто излегував за на работа, тоа што одев на метање друг реон си работав и си се прекресува пред врата, мали си ги остав дома. И си остав, Господе, на тебе дечината. Јас му сменував пелени, му сменував ги хранев, ги шейтав. Ко мајка му беше јас. Што им викаш? Ги тешеше ли нив? Тие сигурно плача. Да, плаче, ама ко најголем брат морав да се грижам за нив. Му правев јадење, ги преслеквав, ги облеквав, во градинка ги носев.
Мартин и тате ни чуваа. И седевме мирни таму, си игравме ова, игравме свилина таму. Што ти фараше во домот најмногу? Па најмногу родителска љубов. Тоа е нормално. Се убаво беше таму, ама без татко, мајка не се седи. Со мајка ти контакт имате? Еднаш во годината се јавува само. Ама јас не сакам да слушам појќе, ти јас сметам појќе ко мајка јас. Таа сега сака да се врати, ама. И јас сакам, јас му викам, врати се, да бидиме пак семејство, јас му давам шанса. Таа неќе. И покрај се и давате шанса. Да, јас секако сакам да бидиме пак семејство. Те примам му викам, код мајка пак ќе те примам. Периодот за да здравствено и финансиски закрепне, Васко го чинеле раздел во оние кои му значат се. Морал да ги даде децата во дом зашто додека одел на работа тие се уште многу мали, морале да се грижат сами еден за друг, а потешко од разделбата и нивното заминување е делењето секој месец, кога ги земал и морал да ги врати за да се врати на работните обврски. Сепак еден ден закрепнува едно по едно, си ги враќа децата дома. Но му фали уште Илина, девојчето кој е близнак со Иле и кој можеби најмногу тагува по незиното отсуство од дома. Тие 3 месеци кога останавте сам без од 4 деца ниту едно, Ми беше тешко. Беше тешко. Дома не седев од работа и само дома ќе се преслеви, надвор си излегував, си седев баш кај пеналка и клубите, али кај сато, дома не ми се оеше. Дома што сам со телевизорот изидоте сам, навита со нив. Нори се стабилизирав, првен болен паднав, значи и тоа 5 дена ни леп, ни ја не јадев, ни ништо, и децата баш уште кои ми беа децата ја спаднав болен. меѓутоа дојде и тој ден кога ви соопшти татко ви дека мора да одите во дом. Да, оти немаше доволно финансиски средства да не чува и мораше да одиме во дом во СФ детско село во Скопје. Служуваш ли дека требаше да се случи тоа, да ве прати во дом? Ба од некоја страна да, од некоја страна не, оти да бевме таму, немаше кој да не чува, уште пари немавме за јадење, за пиење. А вака, ојдовме ние таму, колку толку не одгледа, ако не научија на култура едно друго. И сега, пополека си се враќаме назад. Дојде кола од Создетско село да не земи сите четворица. Баш јас многу плачев тогаш ко мал, онака, од родител се распект, сад делуваш од родител, како да не плачеш. Малите ко мали не разбира, си се качеа в кола. Интересно му беше дека се возат. Јас највеќе сваќав, разбирав. Но не са таму. Убаво ли поминувавте? Во домот, така, мов да уште поубаво. Тука ви е поубаво. Тука уште поубаво Скопје. Тука ви е поубаво од Скопје. Тука уште поубаво. Се има тука. Ги чуваше ли таму брачињата? Да, сите бевме, јас као најголем во иста куќа бевме сите. Првиот контакт, значи, кој дојдов со децата, цели кефој. И беше тешко кога се одделив, ама тоа е. Што им И кажуваш? се секој месец му одев, кога не може му пушта преку карго, се труде, не таму до душа во детско село има све, нема што нема таму, ама ја да виде дека татко му оди нешто му да си се израдуват. Му пуштав храна, нешто ово. Што ми јаде, ја знаев што ми сака децината. И си одев, јас си ги гледав кога можев, зависи како бев при пари и тоа. Ама за враќањето и мене тешко, а и на нив тешко. И тие плача, и јас и цело време навамо, во возот кога ќе се враќа, фали со такси ако и однесе, со такси ќе се врати и многу пати со такси ги носе, од деца по возот, кај можеш да и се ватетираш. Тешко ми беше и мене. А татко ви кога ве зимаше во тие 2 години, па ве враќаше назад? Да, тоа многу мачно беше за него и за нас. Но стоп, секој месец скоро, секој лето не земаше. Но кога ве враќаше беше најтешко, кога Да, доаѓавте да. на ке дома ви беше убаво. Среќни одевме, со плачење се враќавме. Сега се трудам, уште чупенце до ми е таму, во центарот само ме лажат. Ми рекоа, по Илео и чупето ќе земе, ете се поднесла барење, некти ми враќа, вчера поправи ми дој се поштара, значи, согласност, чупенцето пада сум го вратил утре да земам, значи, до 9, на 16 сум го вратил. Значи, не ми го дават. Шо сакат од чупето, не знам, чупето ме бара многу и не ќе да се враќа.
Кога ти соопштија дека за секогаш си одиш дома? Тоаш многу среќен бев онака. Возбуден, као во глава ми беше конечно се спасвам од тука, си имам дома. Ке имам моја соба, мој дом, као ти рече. Многу среќен бев. Само ти се замена? Да, првен јас, па најмалиот брат. А кога ги оставаше братчињата? Јас тогаш онака тажно се чувствував. А ми бев неколку добри другари, што му реков, ко ваши браќа си, вие чувајте се за нив. Првин Тео го земавме, па после една година иле, и сега уште сестра ни фати. Ние ко мали имавме, као сон, јас си имав да си бидиме музичка група. Сире четворица. Едниот си тропа на тапање, другиот на синтесајзер да свири, третиот на хармоника или на пејачка да биде. Тоа не беше ко желба. Видите, најмногу ви е тешко што е близначе со Иле. Па и не смееше и да ја одделат од Иле таа. Ти близнаци се. И Иле многу смирене со неа, за Великден ја има 10 дена кај мене, земено, и многу смирен беше Иле. Ако ти му се јавам на неа, дори не ќам да му се јавам, а ти стално вика тато, кога ќе ме земиш, кога ќе ме земиш. Не ќам овде, не ќам. Како планирате уште неа да ја земете? Абе, јас си планирам, ви кажам, за од центарот само уште не ме дава, не знам и шо сака, тоа му велам, шо сака да чупето, не знам уште. Шо сака да идат овде, контроли ми прават, јадење, облечени, дотерани, на школа, одат и шо друго, не знам. Шо да му правам друго да не знам. Се трудам. Јас на работа, тие на школа, значи смените ми одговарат. И со големото му одговарат смените, значи сами не се децата. А сакате да имате лаптоп? Може да ви подарам Ја знам да користам. Знаеш да користиш? Ова е лаптоп кој што Чичко Борче е многу хуман и доделува лаптопи на сите кои што имаат потреба. Ова ви е, ете, да играте повторно заедно. Се има? Лаптоп. Че... За мене може? Може. За мене. Ки играме двајцата. Уште додека биле комплетно семејство, куќата во Грешница им гори до темел и се селат во градот. Денес живеат во стан за кој плаќаат 4000 денари месечно од минималната плата на Васко, но сонот им е да ја доправат новата започната куќа во Грешница и сите шестмина заедно да се ги исполнат со ништата и никогаш повеќе да не се разделат. Па кратко ми изгоре куќа за неба, тоа што тоа година има се 8 години Грешница, да, откога изгоре куќата и дојдов град. Седе под кирија, па седне од црквата ми даде една куќа туку да не плаќам кирија. Па седне од таму, седне и избега ова. Па седне јас барам за деца да и братам. Од владата ми дадоа решение за стан. Ја реков за стан ми дават ко социјален стан, мала работа ќе плаќа, али за дечината без пари, ама тоа кога ми дојде решението, ми пише 4000 денари, значи за да плаќам. Овој стан и од таму дојдов овде. И тука плаќате 4000 денари, иако се води како социјален стан. Не социјален, преку СИЗО е. Ете, скоро една година немам платено, значи немам достиг. Немам достиг, 3-14.000 плата, за сега почта плата за да кревам 6-17. Ова е баш нало мисло плата, ова е. Сега 6-17 почта да кревам со платата, значи. Па сега ете има обожени луѓе, со помош. Тој Игор Петковски, може го знаете, на телевизија многу пати излегва. Бара помош за вас? Тој се потруди, му е здрава жива фамилијата. И со Зоран Ченто, значи и тоа гравари, тој е главниот мајстор. Му се здрави живи фамилијата, мужикови идат ова. Се трудат да ми направам село куќа. Таму каде што живеевте? Да. Истата куќа ја реновира? Туривме темели. Аха, нова куќа. Од Црвен Крест ни дечина ми собраја пари, колку можеа. Блоко и палети ми, ева 2 палети, 3 таму ми дојса. Значи, сега спремаме за прва плоча, па сега да видиме за бетон, сакаме да бараме, да видиме поднесот барање, стентон, ако ни поможат, али у други фирми ќе видиме. Ја правите на база на донации, платата не ви стигнува за тоа? Не, платата тешко, плата не ми стига за јадење, не. Зошто сакате таа куќа да ја направите, веројатно за децата? Да си вратам дечината, донесе мали таму подруга, морам че си се занимавам, земам деле си, имам нивчина таму.
па и можда по-изграничено теленце или прасенце, што ми е зборо Коковче, ме разбира село си село. А овде дечината тешко е, овде со 4 дечина с една плата. Тешко си да в град, барем, знаете, барем, с нова скапатија, тешко. Мене најпоа желба ми е да останам овде за цел живот. А какви соби сакате? Јас? Да, кога ќе ја направите куќата во Грешница? Ја точак и топка. Каква била? Било каква, само да е соба и да бидете заедно. Јас сум Меси топка. Ти сакаш топка со Меси? Друго точак, тротинет, патики. Например, јас сон ми е да си станам фудбалер, да играм за Македонија репрезентацијата. Тоа ми е најголем сон. Тренираш, да, вежбаш? Тренирав порано сега. Зошто не? Немаме доволно финансиски средства за да запишам на клуб. Сепак сакате да направите и таа куќа, Да, тоа сега ни е ко втор сон. да бидете сите заедно Да, во тој да. дом, што е ваш роден дом. Така, Мислиш ли дека ќе успеете да ја направите? верувам. Веруваш. Си сакаш своја соба? Да, моја соба. Уште тие, ако не се, тешко нас. Не знам, сам јас има и други може што земат. Вите такви, ако нема, па тешко тој што не му стига платата. Значи, ето, од Скопје, до што Свети Спаси, тоа ќе кажам, значи, Оливер, секој месец ми пушта, 4-5 години од таму ми пушта паќе, значи, за храна, од тука, од црквите, вамо таму што ме знаат, значи многу ме знаат луѓето, не сум некој пијаница, не сум некој комарџија, тие тоа го гледат. Тие ако излегваш да пиеш али да коцкаш, кој ќе ти поможи? Значи многу луѓе ме знаат мене. Се надеваме со помош од народ, од донации, се надеваме дека ќе направиме. Уште што треба да Игор направите? Петковски значи се труди и тој, се бори и тој, со сите напори, пуштени странство, не сегда, значи објавено е. Значи сега ни треба да, значи, бетон. За плоча, значи имаме само спремно, железо, мрежи, бетон ни е прво и циментот да се ни треба. Многу е нешто имаме, значи за да почнеме, сега ни треба се знае и многу понатаму. Кога човек е тивок, не се прашува за причината, сигурно е дека има голема болка. Некој му недостига и утешните зборови во такви моменти и не помагаат. Сигурно тогаш душата му е празна зашто му фали некој што му значи се, а повеќе го нема. Затоа тивките луѓе треба да ги оставиме да бидат тивки, но можеме да им помогнеме, не прашувајќи ги ништо, само да им дозволиме да ги остварат своите соништа. Веројатно, дел од болката преку исполнување на сонот и ќе исчезне. Уште едно семејство живее тешко, уште едно семејство е на работ на својата екзистенција. Во продолжение со екипата на Срце на дланка ќе ви покажеме како живеат и тие. Тодор Малев е 81 годишен човек кој е роден и пораснат во Велес во голема и среќна фамилија. Има убав и стабилен живот со сопругата од која му се раѓаат син и ќерка. Жена му често била болна и за жал ја губи пред 10 години, но најголемата тага во животот која никој не може да ја избрише е прераната смрт на неговиот син, кој пред 4 години токму на денот на својот роден ден умира и го остава дедо Тоше сам. Ќерката му е мажена и често знае да го посети, но воглавно овој сега тажен и усамен човек е сам во текот на денот. Има многу диагнози кои доаѓаат со годините, а минималната пензија откако ќе ја земе ја распределува за сметки и многу лекови, а потоа од останатите се труди во текот на месецот да купи храна. Не сака да се задолжува, но куќата стара повеќе од 120 години, веќе од сите страни попушта, па доколку не се направи кровот во најбрзо време, се заканува опасност не само на него, туку и на соседите да им паднат куќите. Се наоѓаме во Велес кај Теодор Манев, човекот кој што денес ќе го стави срцето на дланка и ќе каже како порано живеел среќно со многучлено семејство, а денес сам и усамен во куќа која што од сите страни се заканува дека ќе се распадне. Добар ден. Добар ден. Се слушнавме по телефон вчера. Да, Ве витивме ќе дојдеме и ве сме. Теодор хвала ви многу. или Тоше, како што ве викаат вашите пријатели, овде ли сте Овде сум ја сам. од секогаш? Секогаш сам, од секогаш, али од 10 души, како што реков,
само останав. А куќава е стара, се гледа и однадвор. Да реновирам ја не можам, со дождеви уште толку се оштети, така да страх ми е едноставно. А имам доста диагнози, болести. Имате доста диагнози, имате 80 години. 80. Добро. Можеме да погледнеме и куќата. Имате 80 години и велите сте сам. Порано во оваа куќа живееле многу луѓе. 10 души. Каде се тие луѓе? Тие луѓе, татко и мајка им почина. Женава исто почина. Имавте многу трагедии и несреќи. Може би најголемата трагедија е губењето на... Да, на синот. Тоа веројатно и најмногу ве погоди. Точно. Во оваа куќа го поминувате секојдневието, тие 24 часа. Точно. Куќа која што е повеќе од 120 години стара. Сигурно повише. Земате пензија? Зима минимална пензија, кој што кажа, малку. Но дали таа пензија е доволна за да Не, го поминете месецот? Затоа што имам диагнози, доста диагнози имам, лекарства скапи, речи го, па струја, па вода, па телефон, па нешто се расипало, па Месечни обврски. месечни обврски, да. Овдека во овој долниот дел живеете? Да, тука живеам. Ова е собата во која живеете и во која што го минувате секојдневието. И спална, и кујна. Не можете и не сте успеале да ја обновите низ годиниве? Не може, затоа што сметаат сите, од сите страни сме со комши, заобиколени. Но и внатрешно. И внатрешно не може. И внатрешно гледаме веќе стар мебел, стари зидови. Се е старо. Кровот? Кровот, тоа е највише проблемот ми. Овие дождеви што за пролет па. Речимо, почна многу да врнат и уште повеќе се оштети. И горниот дел, како да речем, скроз става на многу места паднат. Прокиснува кога врна? Еве, дури и тука има влага кај што е, таму позади таму има. Дури тука, кога има повише, врнеш. Од блиското семејство имате само ќерка и внуци? Реков, од 10 души, цела фамилија, цела куќа, народ дома, сам многу е тешко сам. Нема со кого да напиш мовет. Едно маченци имам, тоа е. Тука сега оти топло си спаја. Тоа ми преќа кога да ќе одимет. Друштво. Да, друштво. Сепак земате пензија, но не стигнува. Гледам пола фрижидер полн со таблети. А дали, што ви рече докторот за физикална? Он, видите, сега треба да одам парна контрола. И да им кажам како мине месеците, како минат, се повише и повише ја имам проблеми. Не можете да одите? Не можам да одам, не можам да стигнам. Среќа што имам тука на којни клиници, имаме тука да речеме, нели, продавници, или во близина. Да. Инаку до пазар тешко да одам. И некогаш на лекар ако отидам, ајде не така некако ќе направам, да речеме ете така со сила, нели. А навака треба со такси да си дојдам. А близко е, уред тоа е 15 минути. Сепак физикална може да ве опушти и да ви ги намали булките, но имате ли средства за да го платите тоа? Ја такви средства немам, затоа што мене ме и порано, да речеме, докторката од физикално ме препорачува на албанско лекување. Тоа е скапо за мене. Не можете таков луксус да се дозволите. Сепак, нели мала грижа за здравието и санирање на кровот би ви ја вратило волјата за живот и... Мислам дека тоа би било
потребно, најкорисно. Тодор Манев е роден во Велес во семејство тројца браќа. Биле толку голема фамилија, ке каже тој што можеле да наполнат и една населба. Има убав и среќен живот со сопругата со која раѓаат две прекрасни деца, син и ќерка. За жал, по смртта на неговите родители, несреќи започнуваат во нивниот дом, па по смртта на неговата сопруга во 2013-та, душата ќе му ја искине болката поради смртта и на неговиот син. Денес, освен со телевизорот, друштво понекогаш му прави ќерката која доаѓа кога може и ретко внукот од синот кој живее во Скопје. Од каде ви е потеклат? Јас сум роден тука. Татко ми е роден у Ново село, близу Чашка. Мајка ми е родена у Срамзалино. Они се дојдени тука, купиле една куќа. Ние бевме тројца браќа, едниот почина на 20 години, останале двајца. Кога више завршиме со школа, едно друго, војска и така натака, и тоа, се оженили па дечиња од толку дочи станавме 10. После, како идеше времето, па почна постарите почина. Господјата моја 2013. Па син ми 2018. И останав сам. Од 10 души у куќа останав сам. Како ви беше вас со семејството ваше? Тие години кога бивте заедно, имате син и ќерка? Син и ќерка, да. Животот ни течеше многу убаво, наискрено. Работевте? Ја работев у трговија 13 години. После отказот каде отидовте? Што правевте? После отказот у ДОС работев 5 години. Добар живот имав, не разбирање имав, не се. Ама она беше многу болникава. Па по лекари вам у Скопје, па снимање, па вакви диагнози, такви диагнози. И едно време, кога више ептен, ја навали, како да речем, она болест што ги имаше тоа, ваквите лекарства, што да ви кажам, не знам колку има земено. У јасено лежеше, не сакаше да лежи, не ме послуша и си почина на 61 година. 2013 јас сум 8 години разлика. Вашите деца порасна и кога, нели, гледам на сликата синот е војник. Така. Што се случи со него? Се оженија, се омажија? Он се ожени, пардон. Му се изроди едно дете машко, едно девојче имаше од неа. А он со дете ја зема и живеја некако така среден живот. 91 година војната кога од Косово Македонија ја нападна, он работеше у свиларски комбинат Нончека Мишова, кога чувар. И доброволец се јави тогај. Тоа траеше 2 години, не знам. И после у полиција ги префрлија, кога полицајци. Го напуште и он многу се разочара. Жена му го напушти. Он остана со детето, тука ја колку можев нешто тоа. Тука живееше? Тука живееше, да. И колку можев му помагав. А од што почина? Па од желудец, ама не кажу, толку таен беше, толку, како да речем, и вреден беше, и послушен, ме слушаше, никош не ме одбил нешто да ми пререче или да се скарам или боа или тоа. Желудецот ме боли, да ме снимаат ваму и таму. И најдоа вика на желудецот кој точка некоја. Он сега не кажува диагнозата која е. Он таа диагноза да биде или рак, веројатно. На денот, на роден денот, точно, почина. Тука работиме со еден комшија, некој што водата тока со перот, мислам, не со перот, него умивалникот надвор, го поправи нешто таму, чепови едно друго се не. И се јавува на телефон, вика, тато, вика, качи се горе, вика. Кога он од скауча доле паднат. Ајде, брза помош. Одма се бикна, дојдоа, го зема, у нервно вечерта, да речеме, остана. После у Скопје го однесува и таму за 24 сата се почина. Си го земавме назад.
со него судбината, така било. Ви започнува еден потежок дел од животот. Да. Од 2000-та година навака, кога ја губите прво сопругата, ви се менува животот, но подоцна уште една загуба која... Уште една. Ме скина. Не знам што да речам. А со внукот? Внукот, мајка му си го зема. Скопје, оно таму. Си го зема. Не ви се јавува, не комуницира? Со снаата не комуницираме. А синот, мислам, внукот, ствари иде он од време на време. А со керката? А терката, он секој ден се јавува. Кога 2 пати. И иде стално. Нешто ќе зачисти, нешто ќе среди. И многу тешко е само. Муабет нема со кого да направиш. Друго ќе беше да имавте некој во куќава. Добро беше, така е. Ма нема, тоа е. Сопругата, синот. Така е. Да ви беа тука и внуците. Да беа, подруго ти беше така. Дедо Тоше пие цела палета лекови. Од минималната пензија тој најпрво подмирува сметки, па со остатокот купува лекови и храна. Има чести болки и не може сам да оди ниту 200 метри. Сепак најголемата болка му е стариот кров кој пропушта вода дури и внатре и се заканува дека ќе му ја сруши не само неговата, туку и куќите на соседите кои се залепени со неговата. Ја касно легнам навечер. Никогаш не можам да легнам рано пред 12. Мене ме мачи многу и овие диагнози кои што реков, ги имам од сите специјалисти. И ако легнам порано, не можам да заспим или рано ќе станам. И станувам рано, мислам кој ќе станам са бајле, чај пијам, тоа ми препорача докторката, матичната докторка, и чај, после поедок нешто, тоа што има. Со пензијата, прво струјата, зимниот период плаќам од 3 до 3.500. Зависи до... А колку земате пензија? 12.700. Прво одам, зимам пензија и после другите денови одам, прво плаќам струја, вода, телефон, лекови, што ви требат, лековите тука се. Гледам голема палета на лекови. Палета голема, тоа се за сите диагнози, ама ја не ги пијам сите наеднаш. Тоа се, например, кој што реков, текот на денот. Од текот на денот. За остеопороза, за неврологија, за интерно, за хируршко. И колку ви остануваат за храна? За храна ми остануваат околу 5.000 толку од прилика. По 1.000 во текот на неделата. Да. Мене ми е највише проблемот со куќава. Ја колку можам штедам, не сакам да се забрчам, ќерка ми не може и они да ми помогнат. Мене ми е кровот, па и времето беше годинава такво лошо, а стара куќа тие се старите рамиди. Секоја година скоро ја прередувам, а годинава беше страшно, нели, врнежи секој скоро ден. Сам да идам дондека ја сум нестабилен. Веруете ли, немам стабилност ни у одење, ни у строење, ни у седење, ништо. Толку да сум оштетен. Со остеопороза, спондилоза. Арбетот, 4 пршени имам на арбетот оштетени. И нозите ми се 200 метра, ако поодам, морам ја да седнам. Болката ме совладува, гледам дека одењето, мачина, тежина, ноќно време многу пати ќе станам, па мерам притисок апарат, имам за притисок. Мене ми треба, ме препорачува докторката од физикално банјско лекување. Но и тоа чини. И тоа чини. Како можам јас сега со оваа пензија? А преку фондот за здравство не ми се верува да дозволат. Не дозволат, знам, гледам, слушаме на телевизија, нели. Може би и тоа малце би ве вратило. Да. Би ја вратило енергијата. Како не? Ваша најголема желба е да се
среди кровот, барам да не прокиснувате кога е лошо времето? Тоа не можам јас сам тоа да го поднесам. Тоа е работа треба, луѓе треба, пари треба. Тоа е, човек нема да дое оти јас сум некој, да речеме, пријател или било кој да мора да му се плати. Многу пати во животот губиме нешто што ни е многу драго. Ќе останеме со празни раце и душа иако сме дале многу. Ќе изгубиме некој кога многу сме го сакали и многу ни значел, но и тие денови ќе поминат и повторно ќе живееме убаво, зашто животот се состои од само една работа, да си го пронајдеме местото каде ќе го имаме својот мир. Драги мои, се смета дека вистинската смисла на животот е да садиме дрвја под чија сенка ни планираме да седиме. Јас знам дека, барем искуството така ни покажало, најголемите хуманитарци кои помагаат на народот се оние кои го прават тоа нечујно и без голема помпезност. Токму затоа и денес треба да го направиме тоа, да го превземеме првиот чекор и да им помогнеме на двете семејства кои го ставија своето срце на дланка. Да им помогнеме, затоа што нашето малку некому може да значи се. Започнале како хармонично семејство, но еден ден, кога мајката одлучува да се замине, ги остава 4 деца на Васко Талевски. Денес тој едве преживува, успеал да ги земе некако од дом, меѓутоа куќата не може да ја доправи, затоа бара помош од народот. Добар ден. Добар ден. Се слушаме веќе една година. Да. Но денес беше денот да се сретнеме и да ја запознаеме вашата животна сторија. Било ми е. Што дојдовте, го очекував. Како живеете, Васко? Како? За сега тешки живот. Отпрема ми беше, значи, служаат од го бев, многу во ми беше животот, со дечината си ги гледав, не. Додуша немој да речам и за неја, можда мразам, ама ми сакаше дечината, отпрема. Многу се грижеше, ете се не се случи, што се случи, се замина, ми ги остави дечината мене. И малце ми беше тешко, дечината мораше да даде во дом, значи не може. Колку месеци одевте овие зградата каде живеете, така? Ќе одиме на кај вас. Сега овде, Кирија. Од Кирија, иначе сум овде. Живеевте во предходно? Така, кога ми замина, значи, живе во куќата од црквата, како да речем, од владиката. Туку да не плаќа право. Ништо. Прво живеевте во Граишница? Да, Граишница го ми изгори. На таа изгори моравте да одите во куќа каде што не плаќавте ништо? Да, не плаќав. Потоа? Оттаму таа замина со другата, што ми ости дечината. Јас мораше да ги дајам, значи сам на работа, се труде, де на работа, де дома. Големото дете ми беше 9 години. А другите? Другите близначината ми беа 4, едното ми беше 3. Но не ги дадовте веднаш во дом, туку ги чувавте неколку месеци? Не знам како со 5-6 месеци, негде може да беа. Но не беше, одлучивте да ги дадете во дом и... Мораше да дајте. Мали беа, скроз мали, не може сам. Колку време беа во дом, додека не ги земавте 3-те? Па и после 2 години успеав да земам големото, значи јас не ги дадов деца да станат. Си ги дадов поради ја што не може. Одевте ги гледавте? Одев. Првен 2 месеци не одев од кој дадов, после 2 месеци. Зошто? Што правевте тие 2 месеци? Да се смијам те децата, да ме подзаборат малце, да не беше тешко, нешто. Сигурно би било многу тешко кога се одвојувавте. Па многу. Пели лет не јаде. Таму беше памета гони. А кога ги земавте, па после моравте да ги вратите? Значи мора, јас ги земав секој месец, од кога почнав да си гледам таму децата и на месец одем, на 2 месеци како може. Значи јас имам право да ги гледам. Прво го повлеков. Можев да и вратам. Прво го повлековте Мартин дома? Откога се разводам со неја, Мартин го зедов. Таа не побара деца, не ќе подобне насад никако. Мартин е доделија. По Мартин се не успеав малото да земам. Теодол. И се има на година го зедов од близнаците Иле. Ти Пебели му правише таму.
и бараше за мамо, а чупет уште не е таму. Ни ви е комплетен мозаикот, ви фали или на? Па бе, како не, неколку ми е тешко, ама шо добро. А за трудо ми занеа се да зијам, подне се бане во центар, ете ме одбија, пак морало да се ме вратела, не знам шо сакам се од мене поќе. Кога би ви биле сите 4 тука? Друго е. Срцето би било? Друго ќе види 4-те, значи, јас сум родител, значи. Велите, живеете тука, плаќате кирија, тежок е животот со една плата, 4 деца. Тежок. Тежок па може да има цела година кај што нема плата. Немате платено кирија. Ке не стана. За храна се снаоѓате? За храна, кога има, кога нема, пак некако се снајдам. Бике подпорасна. Си порасне, значи дечината нема мака за храната. Тоа не сум нешто ќе најдат и си јадат. Пак ќе сум јас изготвил нешто. И така, вројно. Раснат. Но што се случува со куќата што ја правите во селото каде што ви изгора? Со куќата сега зимата тоа не издеферне памно месец. Има еден Иго Петковски, значи ми обети со тој мајстор Ченто, Зоран, значи се вика Ченто напрегар. Ќе ми прават куќа со помош, со донатори. Еве, дока до темелите сме стигнати, се спремаме за прва поча и се да видиме. Меѓутоа пари немате, не може да се заштеди? Нема пари, тоа вика и се надевам дека ќе направиме. Би биле најстрекни да го направите тој проект? Многу. Би си отишле... Ги вратам дечината таму, друго е таму, да да друго. Сите да си имаат своји соби, сите заедно, како некогаш. Село се село. Оде тешко. Мене тешко ми со децата, значи во Битола. Таму би било полесно? Па полесно, мој дом. Имаат некои желби да завршат? Ја ви си има превоз, затоа ќе си идат, па има желби за учење, ете големија учи, прва година. Се надеваме. Дека се ќе биде во ред. Се надеваме дека ќе види.